कस्तुराई चाबागी कपरा जगए पनि लाग्दैछ ठकरा जगए पनि लाग्दैछ ठकरा जगए पनि लाग्दैछ ठकरा. Utroto je sončevo. Snegor započneva da se topi. To je posljedan den od jednodnevnog pešačenja do bazni od kamena. Namesto pod Dutkosi se dvižime niz rekata od leti kamenja na lednik od Kumbu. Činite na Kalapatar, za prv pat go gledame Everest. Vo sekoj od nas jedna misla. Da li će ga osvojiti? Da li jaz će ga osvojiti? Bazni od Logor je na visočina od 5350 metri vrživata podvižna masa od mas i zdrobeni steni na ledolom od Kumbu. Vo obrač od vrvovi nisko i sekoj desetina minuti eksplodiraat lavini. Pristignuva i poslednata grupa koja nosi eksplozivni materijali, čiji transport sa avion do Lukla ne je možan. Nivni otpad je najdol, 14 dena peški preku Džiri. Ja izdignuvame antenata vo nadež дека ќе восpostavиме радио врска со Скопје. Контактот со оние што ги сакаме би ни дал мир и снага. Niti jedna ekspedicija ne može da se zamisli bez učestva na Šerpasi. A tije pak ne se osmolува да го започнат искачувањето пред да ги смилостиват боговите. Обавувајќи го традиционалниот религиозен обред Апуџа. Ги почитуваме нивните верувања и традиции. Успехот на експедицијата, но и нашите животи зависат од земната хармонија. Во текот на 2 месеца, додека со надчовечки напори, во екстремно лоши временски услови, буквално стапка по стапка, ги освојуваме височините на Еверест,
поставуваме висински логори, транспортираме нагрб 3000 килограми материјал, храна, кислородни боци, подготвувајќи го патот за дефинитивниот јуриш кон врвот. Се обидуваме да создадеме привид на нормално живење во базниот логор, на височина од 5350 метри и температури кои се спуштаат до минус 30 степени Целзиусови. Дайте продолжите ги наваму своја. Сега кај горат брзино. Се гледа кој е најмногу кај горат. Одрасти, како су припремни? Најбољи ручак на Бейс Кемп. Ништо не прилазува. Тоа знаеш да ги прашаш да ве треба. Ю5 авала, Ю5 авала, трите Ю5 Цетиње Пирот. Секу на 10 метра, секу на 10 метра, коliko je Ju5 Cetinje Pirot, Ju5 Cetinje Pirot kroz Бурите на Еверест започнуваат со густ снег и ужасен ветер кој урла од длабочината на земјата. Оној што ќе го преживее овој ужас, го очекуваат лавини од растопен мраз, кој ги крши коските, го кине месото и во истиот момент се претвора во компактна маса, подцврста и од најцврстите бетони. Среќни сме што засега лавините се обрануваат онаму, каде што ние во тој момент не сме. Но, судбината е неуморива. Лавините ќе најдат својата жртва. 5 полски алпинисти, прекрасни луѓе, наши блиски пријатели, ќе загинат во третиот висински логор. Ќе загинат во 1 час од пополноќ на спиење, без да сватат каква е таа сила што ги раскинува и лети. На 6 мај го правиме последниот договор со тимот. Борче и овој тиме спремни сте се вие, не? Спремни сме, проверуваме денеска опрема што ни треба се нагоре, се средуваме и тоа. И се после вред. Желбата е едно, Нема да трзим, не? пригодата на нешто е сосема поразлично. Никој немаше посериозни проблеми во тек на овие аклиматизациони одења горе. Нема разлог ни да очекуваме дека некој би имал посериозни тешкоти. Двајцата шерпаси, значи, кои што ќе му помагаат да се искачи на врвот и ќе му носат кислород. Зашто ако е толку истоштен да не може сам да се враќа, И шерпасот. и шерпасот ќе се врати со него. Поважно ни да се врати човекот или него
da se kačimo na vrvo. Znači, ako ne može, ako je mnogo istošten, sami će procjene, nema potreba od neka hrabrost, mislim, golema znaš pa da zaglavi. Po toj slučaju i Šerpasu će se vratiti so nego, toga što vidimo u radio kontakt i znači dogovorimo ili kako će oditi. Третиот висински логор до јужното седло. Во истото време шерпасите во вториот висински логор ќе им се придружат во четвртиот висински логор, бидејќи тие не сакаат да спијат во третиот, и третата ноќ ќе поминат заедно на јужното седло, користејќи и едните и другите кислород за спиење. Тоа нема да биде преспана ноќ буквално, затоа што тоа ќе биде еден кус одмор од 5 до 6 сати, после што негде по полноќ, околу 1 часот, ќе тргнат кон врвот. Во првиот дел се оди нели кон јужниот врв и тоа е фактички најтешкиот дел, кога треба да се совладаат негде 800 метри висинска разлика, 800 до 850 метри висинска разлика. На јужниот врв, односно во малото седло меѓу јужниот врв и гребенот кон главниот врв, ќе се изврши измена на боците на кислород. Значи, тие боци први што ќе ги дишите до јужниот врв, тука ќе се сменат за вторите боци и ќе се продолжи кон главниот врв. Од тука кон главниот врв, знаете дека е најтешко место Хилари Степ, после што сите се расположени, мислат дека се веќе на врвот, но од тука има цел сат и пол до врвот и на тоа треба да се обрне внимание. Makedonec na Everest, Čomolungma, Sagarmata. Moment koga treba da je dosegneme apsolutnata sreća, a ta se naođa na visočina od 8848 metri. Dime, Borče, Stipe i šerpasite Sonam i Adživa. Viki i Stipe bea planirani za podocnežnite juriši kon vrvot. Međutoa времето odmina, pa za da stignat na vreme vo Jugoslavija i da se priključat na planiranata ekspedicija za Karakorum, tije se rasporedjeni vo prvata grupa. Viki ima programa za osvojuvanje na site 14 vrva со visočina nad 8000 metri. Zadovoljstvo nije što im je ovozmoženo na ovije vrvni alpinisti da bidat členovi na makedonskata ekspedicija i što našata ekspedicija im pomaga vo ostvaruvanje to na jedna grandiozna programa. Pred desetine dena Viki ga osvoji 8516 metri visoki od Loce, poađajki zajedno so Stipe direktno od tretiji od visinski logor. Će bidemo srećni ako ga osvojat i Everest, pa taka so makedonskata ekspedicija Viki da i se približi na realizacijata na programata za 2 vrva. Se dvižime niz Kumbu ledolomot. Pred seko je vleguvanje vonego, šerpasite palat žrtven ogin i prlat posveten oris. Na toj način sakaat da gi smilostivat bogovite i demonite. Pa sepak, seko je vleguvanje vo ledolomot ispolneto je so stravuvanje, a već je i ne brojime po koj pat sme vonego. Kumbu ledolomot, noćnata mora na site alpinisti što se obiduva da go osvojat Everest, go činat ledenite masi što se spuštajat od padinite na Loce i Everest. Tije se kršat pod sobstveniot pritisok sozdavajki džinovski ledeni bregovi i dlaboki često sokrijeni puknatini. Ova gigantska ledena masa, kako da je živo suštestvo, se naođa vo bavno, no postojano dviženje, približno 1 metrovo tekot na denot. Ledenite bregovi je gubat ravnotežata i se rušat, nosejki go od dlabočinata na ledolomot sve ono što kim se najde na patot. Našite skali, fiksirani jažinja, markaciji.
Секоја експедиција одредува по еден член во заедничкиот тим кој секојдневно врши корекции низ Кумбу. Ледоломот го заградуваат падините на Нупце и Еверест. Оттаму демне друга опасност – лавини. Ги има десетина во текот на денот, мали, кои достигнуваат до краевите на ледоломот, и големи, кои го покриваат целиот, префрлајки се на спротивната падина. При тоа ги приближуваат ледените маси и така се создава пеколот. Статистиката на умирање во Кумбу ледоломот е ужасна. 15% од оние што низ него минуваат не успеваат да се вратат. Ние и не знаеме колку пати досега сме минале низ него, а тој е секогаш различен и подеднакво опасен. Амбисот непосредно пред првиот висински логор и без евентуален подолг одмор продолжуваме понатаму. Височината е 6100 метри.
вториот висински логор ќе се движиме 5 часа низ западниот Квам, кој се нарекува и Долина на тишината. Искачувањето е релативно благо, без било каков технички проблем, но атмосферата е подмолна, што ни создава чувство на нелагодност. Долината на тишината ја заградуваат Еверест, Лоце и Нупце, правејќи од неа кафес без излез, во кој сте препуштени на среќата, надевајќи се дека лавините што се рушат од сите страни ќе се случат пред или после вашето минување. Бројните пукнатини, покриени со свеж снег, не присилуваат во поголемиот дел на искачувањето да се движиме наврзани. They said they are little tired over. Во вториот висински логор, кој се наоѓа на 6500 метри, убавото време ненадејно се сменува со бура, една од нежестоките откако сме најдени. Членовите на останатите експедиции ги напуштаат висинските логори и се спуштаат кон базниот камп. Во претходните два обида да одиме кон врвот, се враќавме од височината на третиот логор. Ако се вратиме сега, дали повторно ќе имаме можност? Загриженоста и дилемите се присутни кај сите членови на експедицијата. Иако бурата не попушта, ветерот го менува правецот. Тука, според вековната традиција, тоа значи смирување на времето во наредните денови. Сем тоа, според ламаистичкиот календар, во кој е содржано вековното искуство на еден мудар народ, 10 мај ќе биде вонредно поволен за искачување на Еверест. Утрото ќе ги оправда нашите надежи. Ветерот е снажен, но бурата е стигната. Кон третиот висински логор на височина од 7300 метри се движиме по вертикална стена, покриена со син лед. Јажињата што членовите на експедицијата ги фиксираа во изминатиот период
ни пружаат делумна сигурност. Од страната на лоце постојано се одронуваат камења. Штом го чуеме продорниот звук што го создаваат паѓајки со огромна брзина, се прилепуваме со целото тело кон замрзнатата стена. Среќата е на наша страна, но ние многу повеќе веруваме во себе и во тимот. Спиеме по двајца во шатор, користејќи кислород во текот на ноќта. Ова ни овозможува да ја зачуваме свежината и да ги избегнеме смрзнотините во услови на недостиг од кислород и температури кои се спуштаат до минус 40 степени. Внатрешноста е исполнета со иње. Утрото е ведро. Низ мрежата на шаторот ги гледаме околните врбови. Си дозволуваме подолг одмор, очекувајќи ги Сона и Аџива да ни се придружат од вториот висински логор. Тогаш, сите 6 мина се упатуваме кон последниот, четврти висински логор на јужното седло. Треба да се овладаме 700 метри висинска разлика и да ја достигнеме височината од 8000 метри, без да употребуваме кислород. Повторно се движиме по вертикалната падина, покриена со мраз и сосема тенок слој снег, што не прави помалку сигурно. На моменти не знаеме дали ни се дерезите во снег, мраз или пак врз чиста карпа, со опасност да се лизнеме во амбисот. Во височина на жолтата полица пречиме кон лево, што е технички комплицирано и вонредно опасно. Борче се жали дека не ги чувствува прстите на нозет, се движи бавно, а со него и останатите. Женевското ребро. Уште еден критичен дел од овој дел на искачувањето го минуваме ноќе. Студот е неподнослив. Имаме впечаток дека ветерот ќе не оддува од планината. Конечно, во темнината ги насетуваме нашите шатори. Среќни сме што ветерот не ги оддува. Од базата преку радиоврски ни јавуваат Борче да остане на јужното седло и да го обезбедува враќањето на групата од врвот. Јужното седло, сместено меѓу Лоце и Еверест, е најсуровото и најнегостолюбивото место на светот. Црн камен на кој не успева да се задржи снегот заради ураганскиот ветер. Не е мал бројот на алпинисти и експедиции кои невремето ги заробило тука, за никогаш повеќе да не бидат откриени. Во почетокот се искачуваме по блага падина покриена со снег, но набргу снегот станува длабок до појас, а падината преминува во вертикала од 70 степени. 500 висински метри на напор кој не може да се опише. На тие височини, во такви услови, едва и размислувате за врвот. Целото внимание ни е усмерено на наредниот чекор,
па наредниот, и така бесконечно се додека снагата на волјата не ги надвладее физичките можности. Се менуваме во водството, кое е страшно исцрпувачко заради длабочината на снегот. Конечно, после повеќе од 10 часи искачување, успеваме да го достигнеме јужниот врв, кој се наоѓа на 8500 метри. Од височината на јужниот врв, во состојба сме да го видиме Еверест. Знаеме дека сме пред триумф. Стипе, речи нам где се налазите, на кој точки и што планирате, прием? Налазимо се 20 метри испод врха и планирамо се попет на njega, прием. Значи да сте прошли хиляди степа давно, јел? Mi smo mislili da ste tamo sada, prijem. Prošli smo i sada smo pod vrhom i popećemo se na njega, prijem. Bravo, momci, bravo, čestitam vam puno. Congratulations. Time ti čestitamo od sve srce. Bravo Time, bravo. Ljubimo vas, svu trojicu i svu petoricu. Puni smo suze i čita basni kamp ovdje se raduje. Sada otvaramo se šampanju vašu čast. Prijem. Time koja će se vraćate nadolu i ovoj će se početi otisnem na ovu zagriženi će veselnijama celo vreme će me prati me celo vreme. Na prijem će vidimo ovdje od site kampovice Gajna, site proslavljame vaše podkačuvanje. Prvi ova sezona na Everest. Prijem. Macedonia! 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 Ponovo! Viva Macedonia! Celebrated your camp.